Почитувани, добро вечер. Ново издание на подкастот ВМРО ДПМН зборува, на кое што ќе разговараме за многу актуелни теми кои што ги засекаат голем дел од граѓаните на Република Македонија. Вечерва со нас е Гоце Димовски, директор на ТИРС, и со него ќе разговараме за инвестицијскиот бум што се случуваше во Македонија, но и за останатите делови кои што спаѓаат под неговата дирекција. Гоце, добро вечер, добре те најдов. Добро вечер и благодарам на поканата. Ти благодарам за можноста да бидеш вечерва со нас тука, па јас би почнал веднаш со какава е важноста на компаниите кои активно придонесуваат за економски раст и развој на Република Македонија. Валентин, секоја една компанија што придонесува за економски раст и развој е многу важна. Дали тоа е микро, мала, средна, голема компанија, односно предпријатие, секој не е важен. Многу е битно да имаме што повеќе такви компании и целта нова влада е компаниите, пред се од приватниот сектор, да им даеме сериозна поддршка, бидејќи оние компании кои даваат додадена вредност во самата економија, треба да едноставно ги негуваме. Односно, ние за жал имаме на ситуација кај нас во државата, што е наследена, каде што имаме компании што стварно се почитуваат закони, си плачаат даноци, си постапуваат согласно законите, меѓутоа имаме одредени компании кои тоа го злоупотребуваат, односно им пробуваат да го импровизираат законот, така да оваа влада е сериозно посветена да тие компании што стварно си го почитуваат закон, се работи согласно закон, дека треба тие да ги некуваме пред себе, че тие кријат додадена вредност. А оние што не го почитуваат тоа, сериозно треба да се преземат нив действија за да едноставно не дозволиме да има таков дисбаланс помеѓу компанијата, односно да има неравноправна положба. Со ова сакате да кажете дека изминативе години се имало случувано такви некои работи кај што некои фирми, односно компании кои што не ги почитувале законите, добивале, да речеме, некакви можности од... Па ако направиме анализа, неколку месеци уназад, одредени органи кои деносиме истраги да видат дали компаниите работат согласно закон, може да тврдиме дека постоеле така. Така да имало такви компании кај што има индиции и за нив по медиуми видовме дека има одредени постапки, така да оставиме институциите кои се надлежни за тие работи тоа да го потврдат. Сакал сега да прашам организацијската култура на компаниите и кои активности се преземаат за задоволството на вработените да биде ставено на прво место? Види, секоја компанија си има свои политики во делот на организационата култура. Ако некој ме прашува, покрај другите сегменти во тој процес на оперативно работење во една компанија, многу е битно и нивото на организационата култура. Така да, организационата култура е нешто што дополнително ги мотивира вработените да работат, да останат тука, да не менјаваат средина. Така да сериозни компании многу вложуваат во тој сегмент, во тој процес на нивото оперативно работење, така да тие начини како се подига нивото на организационна култура, пред се зависи од тие процеси, процедури кои се сертифицирани, до кој ниво сертификација, така да тоа сметам дека треба да биде приоритет на секоја една компанија. Имаме такви компании, сум посел такви компании, биле и тоа домашни, тоа биле и странски, и секоја една компанија, без разлика на кој ниво е дајна микро, мала компанија, средна компанија, голема компанија, треба да се стреми да ги исполни тие, како да кажам, стандарди. Со тоа што би добиле поголем број на задоволни вработени за компаниите се основани врз основа на тоа какви вработени имаат и резултатите зависат пред се од тоа вработените како работат. Значи, имаме компанија од 1000 луѓе, имаш менаџер, директор. Меѓутоа тој ако ги нема тие луѓе под него, кои се задоволни, кои им се возможни услови соодветни, верувам дека нема да има напред таа компанија. Затоа се многу треба да се посвети внимание во таа организационна култура, што е многу битна за мене за да има секоја една компанија сериозен успех. Така да го извадиме максимумот од сите оние компании. Дали имаме увид да речеме колку компаниите вложуваат во младите и дали младите сакаат да се надоградуваат, да имаат желба за учење, за просперитет во вакви компании? Види, секоја сериозна компанија знае дека ако сака на долг рок да биде успешна, да работи оперативно, да крије од година на година раст, таа сепак треба да вложува во тие кадри, пред се дали се млади или стари, треба да вложува. А пред се во младите, бидејќи знаеме сите дека сето останува на младите.
Така да, сериозни компании, да, сериозно вложуваат во младите. И сега, пак ќе кажам, моето искуство деловно покажува дека има стварно млади луѓе што сакаат да се ја ќе кажам, едуцираат, бидејќи тоа секаде го зборам, завршуваат факултет, магистрираат, некои ни докторираат, меѓутоа, оној сегмент, оној момент на креирање на вештини, компетенции и знаење е сосема плюс од тоа што го учиме како образованието. Бидејќи вештините се многу битни. Често пати, кога зборувам еден професор кога бев на школување на Лондон Бизнес Скул во Лондон, предаваше маркетинг стратегија и баш разговаравме во делот на што е битно на секој еден млад за да успее во животот. И тој, значи ќе го преведам, ќе пробам да го преведам на македонски, вика дипломата од високо образование е ви е карта како да скокнете во морето. Како ќе пливате зависи од што, какви вештини ќе креирате, какви компетенции, во што ќе се фокусирате, кај ќе се сертифицирате и дали се сакате да го правите. Така да многу е битно според мене дека покрај на високо образование, кој е според дефиницијата на професорот, е скок, карта за скокнеш во морето, плюс од тоа море треба ти да пливаш, а тоа пливање зависи од колку вештини, знаење, компетенции сам ќе успееш во иднина да ги креираш. Имаат ли компаниите луѓе кои што можат да ги предадат, да ги пренесат овие знаења и вештини кои ги говорите на оние млади лица кои што Сериозните компании имаат сериозни тренинзи интерни и обуки како кога некој помлад вработен ќе дојде кај нив, тазе вработен, како да го вклучат во тој процес на обуки и тренинзи со цел да него да си направи еден квалификуван кадар за војна што ќе користи и на компанијата, а во и на општеството. Видите, кога имаме квалификувани кадри, нема само бенефит компанија, имат и општеството и државата. Така да тоа е многу битно да се обрне внимание и мојот апел до сите млади покрај високото образование, барем денеска или 21 век на интернет имаме се буквално, ако имаш само желба и мотивација, можеш толку бесплатни курсеви, толку, како кажам, ефтини сертификации има, каде што колку толку ќе креираш вештини за да бидеш ти самостоен. И тоа е многу битно. А од таа самостојно, таа вештина може да бидеш и предприемач. А знаеме колку е битно предприемништвото за развој на економија. Така да тие се моите пораки до младите, да обрнат внимание, да, високо образование треба се заврши колку што може дали. До дипломски, магистерски, докторски, меѓутоа вештините што ќе ги креираш после тоа се многу поклучни за успех на секој еден млад човек во било која компанија и во било која сфера од општеството. Затоа и Небадијела велат дека искуството си го прави своето. Би сакал сега малку од оној политички дел, кои можности и економски можности и мерки за поддршка на институциите како влада ги давате спрема овие компании? Види, како влада нудиме сериозен сет на мерки за поддршка на инвестициите и во моментов сме во сериозна изработка и анализа се со една целото усогласување со глобалните трендови што се во дело на инвестициите, пред се во дело на привлекувањето на странски директни инвестиции и мислам дека тоа што ќе произлезе од таа анализа, тој сет на мерки ќе биде дополнителен стимул за компаниите повеќе да инвестираат. Така да имаме сериозни пакети, имаме стандарден пакет, имаме флексибилен пакет, правиме анализа на сите тие намери за инвестиции, бизнис планови, 10-year project параметри, се гледаме бројки, правиме анализа, за основа тоа креираме пакети специјални согласно типот на бизнис, инвестицијата, колку извоз, колку вработени, додадената вредност во економијата, така правиме пресметка. Сето тоа се прави на сериозна анализа и во основа на тоа креираме пакет согласно позитивни законски прописи да му овозможиме на компанијата да има некоја си поддршка која е доста сериозна од државата, се со цел таа компанија да инвестира и да напредува што повеќе и повеќе. Дали со овие пакети што ги напоменавте, сметате дека во блиски иднина, да речеме, би добиле многу повеќе инвестициски план? Ајде, ќе коментирам вака. Од јули па навака. Може. Ако направиме анализа од јули навака што се е направено во дело на привлекување на странски директни инвестиции, можеме да заклучиме дека за краток период и покрај сме свесни каква
каков систем наследив. Руиниран систем, со сериозни системски проблеми, успеаваме да решаваме сериозни пречки и недостатоци кои биле акумулирани во претходниот период. И доказ за тоа сите оние инвестиции кои се договорени, реализирани и се гледаат на терен. Така да начинот и пристапот покажува дека оваа влада, начело со премиерот професор доктор Христијан Мицкоски, има сериозна цел во делот на привлекување на инвестиции. И тоа ќе продолжи. Да. Можам да кажам дека пред што следи има доста убави информации, вести за Македонија и македонските граѓани, така да очекуваме таму почеток на февруари да имаме камен телет нова инвестиција, значи нови вработувања, високоплатни работни места. Тој информација од одредена компанија што се не сакам да ја коментирам која, има донесена интендна одлука да гради нова фабрика со сериозна инвестиција, воено преговараме. И се надеваме дека тоа ќе биде реалност, а таа е на голема инвестиција, повеќе од 350 милиони евра, каде што таа компанија треба да изгради еден капацитет кој ќе има високо технолошко производство и ќе креира високоплатни работни места и воено ќе има сериозен извоз. Така да тие елементи што сега ги можел да ги кажеме, има и други компании со кои преговараме, се комуницираме, така да кога ќе биде поконкретни, ќе излеземе, ќе ги едноставно ќе ги дефинираме кои си како се. Значи може да очекуваме за во блиски дни доста инвестиции да, со цел отворање на нови. Работиме сериозно во тој правец. Еве работиме во дело на измена одредени законски решенја со цел да се разбида во рамки на оние глобални трендови, глобални регулативи, веќе знаете, сепак се работи за глобална работа, со цел да возможими компании што до сега немале можеме да инвестираат дополнително, така да сериозно се работи и сметам дека период што следи ќе има доста убави и позитивни работи за нашата држава. Ги напоменувавме неколку пати оние странски инвестиции, меѓутоа дали овие можности што ги нудите и како влада, меѓутоа и како и дирекција, ќе на некој начин ќе им помогнат и на домашните компании да. Целта што е, Валентин, значи целта е да тие компании странски да направиме што подобар линк со домашните компании. Меѓу домашните компании сепак треба да знаат дека се работи за сериозни мултинационални компании кои имаат своји сериозни процедури, сертификати и добавувачот што го договараат треба да исполнат одредени услови. Така да добро е сите македонски компании што имаат потенцијал, а имаат македонските компании потенцијал да работат во таа насока со цел да бидат сертифицирани за да може без проблем да бидат еден вид на снабдувачи, добавувачи, да биде на долгорок, во делот на давање на услуги, подавање на стоки, без разлика. Тоа е многу битно. Значи ќе се вложува и во однос на тоа на домашните компании. Крај крајава, секоја една нова инвестиција сама по себе, тоа го зборам секаде, има импакт дел од градежништво, што значи треба да се изгради. И ние кога имаме инвестиции, значи градежништво ние во активно работење. Во економска теорија е докажано дека кога градежништвото активно работи, во секој момент се активнуше други 25 стопански гранки. Знаете што значи тоа? Тоа значи еден сет на гранки што се активни. Тоа е само дополнителен буст во економијата која на крај на денот ќе креира поголем домашен производ. Така да ова влада сериозно е фокусирана во инвестиција. Зошто? Бидејќи кога имаме повеќе инвестиции, инвестициите во делот на во оној систем на креирање на бруто домашен производ ја креираат она најголема додана вредност. Затоа влада е фокусирана исклучиво и сериозно на инвестиции. Тоа е тоа капитални инвестиции. Што бидат сега по општиниве. Имаме сериозни средства обезбедени. Тоа влада се инвестира во инфраструктурни капитални проекти во самите општини, што сега никад не било случај. Во делот на странските инвестиции гледате колку се работи, колку напорно работиме, посветено и сме, како да кажам, фокусирани да направиме што поголем број на квалитетни странски директни инвестиции со високо технолошко производство кои ќе граат високоплатни работни места, а воено ќе граат и сериозен извоз. Така да тоа е фокусот. Мислам дека сите овие цели што се поставени ќе се исполнат со тек на време, само знаете за секоја работа треба време.
Точно е. Се согласувам, не може се да се направи од денес утре, особено ако минатото, ете, за жал, вие СДСМ во Македонија и знаеме заедно со ДУИ како го уништија и целокупниот систем, меѓутоа и општеството и на што не доведоа, за тоа и сведочи целосната јавност која што по анкетите се гледа што имаат правено изминатиот период и кому е даваат довербата, тоа е на ВМРО ДПМН. Би сакал да прокоментираме од ваше лично гледиште како сте задоволни од досегашните инвестиции. Можеме да видиме имаше навистина низ за средби каде што вие заедно и со премиерот на Христијан Мицкоски имавте многу средби со високи представници на странски компании кои што се спремни да инвестираат овде. Дали може да очекуваме во овие неколку години уште многу поголеми инвестиции? Напоменавте неколку, меѓутоа дали имаме да речеме некој период од 2, 3 или 4 или повеќе години каде што би имали информации колку инвестиции би дошле во Македонија? Бидејќи без разлика мислам дека кога ги договарат инвестициите, сигурно тоа не оди од денес за утре како што напоменавте, меѓутоа тоа оди на долгорочен план. Види, тоа што го кажав претходно, кажав дека имаме одредени информации што ќе ги споделиме во јавноста следниот период. Е сега во дел како ќе биде војна, знаеш, би било неблагодарно од овој момент да коментирам такви информации, бидејќи кога преговараш со одредена потенцијална компанија, инвестиција, мултинационална, која сака да инвестира во државата, тоа представува еден сериозен и сложен процес. И тој процес трае малтене месеци, многу години, во зависност од тоа како се договориш. Значи не е само луѓе, дојдите, ќе ви даваме се. Мислам, тоа е први несериозно. Сепак треба да имаме одредени граници во кои треба да се движиме. Така. Тоа е многу битно. Сакаме да креираме, знаеш, во привлекувањето на странски директни инвестиции имате еден момент што се вика на заштита конкуренција. И тука треба да гледаме. Така да од тој аспект тука се многу внимателни, а едно можам да потврдам дека сериозно работиме и че има инвестиции доста и че има високоплатни работни места, што е многу битно за граѓаните. Така да ако ќе кажам анализите што ги правиме секој месец во ТИРС, однос на компаниите кооперативна работа во ТИРС зоните, мислам дека последниот паток за ноември, мислам дека платата имавме анализа направена околу 46.000 денари е просечна нето плата, што е многу поголема од она нето плата согласно информациите од Заводот за статистика. Така да можам да кажам дека имаме што поголема плата, компаниите плачаат поголеми социјални придонеси и останати давачки кон буџетот. Тоа е целта. Тоа е целокупно Така поврзана. да тоа е еден систем што треба да биде така усогласен за да имаме што поголема додадена вредност и во економијата. Дали како последно, меѓу последното прашање би се ми рече како сум задоволен од досегашниот тек. Така да последните информации на Народна банка за првите 9 месеци од 2024 година покажа дека имаме прилив повеќе од 830 милиони евра странски директни инвестиции. Така нашата заложба и цел е да стигнеме до таа 1 милиарда. Иако 838 е рекордот во историјата на независна Македонија, целта ни да стигнеме над 1 милиарда странски директни инвестиции во Македонија. И тоа ќе биде нешто што, како да кажам, ќе поставиме таргет што треба да го поминеме. Така и понатаму и да се надминува и тој рекорд што убаво го напоменав тоа, затоа и јас и конкретно одбрав оваа тема инвестициски бум во Македонија, бидејќи за разлика од порано навистина сега на дела се гледаат оние инвестиции кои што ги напоменавте, над 800 милиони евра директни странски инвестиции, со надеж дека и се надевам дека ќе се остварат оние проекции да се достигне до 1 милиарда евра директни странски инвестиции. Би сакал за крајот да едно како сублимат прашање, дали се гледа кај компаниите, барем оние кои што доаѓаат на разговори што ги споменавте, гледаат разлика помеѓу ова ново раководство и кај вас, меѓутоа и во владата од порано? Да, гледаат. Многу работи кои претходно, кои што ги напоменав, акумулирани пречки недостатоци во реализација на одредени процеси, одредени инвестиции, ние на секој можен начин гледаме да им ги решиме, согласно законот се разбира. Така да баш вчера сабајлето, кога
доаѓам на кај работа на компанија сериозна која има 2 фабрики кои работуваат доста луѓе. Ми се јавим се зборувам, Гоце, ви благодарам, многу бевте експедитивни, од досега не се случило. Викам, тоа не е работа. Така да и така мора да се однесуваме. Знаете, видите, ние треба да биде партнерство на тие компании. Во рамки на закон. И сепак треба да им помага. Така да тоа ќе продолжи и ќе биде што повеќе, како да кажам, подобрено, се со една цел да компаниите што имаат некакви пречки, да им ги решаваме проблемите во рамки на закон по институција. Имаше и претходно други, како да кажам, примери, да не се навраќам назад, ама тука сме да помагаме на компаниите. Значи мораме ние за нив да се грижиме. Ако сакаме да растат, секој расте на компанијата, значи расте на економијата. Што погодобра економија, тоа е подобра стандард за граѓаните. Тие се тие, како да кажам, релации во тој систем, не на економија, и на држава. Јас ви благодарам на вас за ова вечерашно гостување. Се надевам дека дискутиравме за навистина важни теми кои што се и во вашата дирекција важни, меѓутоа важни и за граѓаните. Напоменавте доста голем број на новости кои што ќе се случуваат во блиска иднина, нови работни места, нови инвестиции, така да се надам дека ќе се продолжи во оваа насока за со една цел да имаме подобра економија, да го јакнеме бруто домашниот производ, но и да имаме многу голем број задоволни граѓани кои што се вработени. Ви благодарам. Благодарам поканата, ми беше чест. Почитувани, ви благодарам за вашето внимание. Разговаравме за инвестициите, економијата, бруто домашниот производ, меѓутоа и за нови работни места и нови фабрики кои што ги најави директорот на ТИРС Гоце Димовски. Ви благодарам уште еднаш и поздрав и секое добро.